Каква е состојбата со вештачките акумулации во Македонија? Одговор на ова, но и на многу други прашања побаравме од нашата денешна гостинка. Велам добар ден и добре дојде за Сибела Маркова, раководител на сектор за експлоатација и одржување на хидросистемите при АД Водостопанство на Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ме најдов. На почетокот, господјо Маркова, каква е моменталната состојба со вештачките акумулации во Македонија? Прво да кажам благодарам на поканата. Состојбата со нивото на вода во акумулација е задоволителна покрај поволната хидролошка состојба, покрај последните врнежи и можам да кажам дека некои акумулација се на високо ниво на кота со количина на вода, така да сезоната може да започне успешно, не само за наводнување, туку и дистрибуција на вода за пиење и производство на електрична енергија. Треба да споменам дека претходните години по појавата на екстремни суши и недоволен распоред на врнежи во текот на годината, посебно 2025 година сезоната, акумулацијата беа полни 40 до 45% во просек сите акумулации. Сезоната се заврши успешно со координирано управување на дистрибуирана количина на вода, со внимание да нема огромни губитоци и без потребно пуштање на вода. Така. Дали капацитетите што ги имаме се доволни за да ги задоволат потребите на населението и економијата? Моменталните капацитети што ни се изградени како акумулации, да, со количината на вода, да, имаме доволни количини на вода, посебно треба да потенцираме дека количините на вода се многу поврзани со хидролошката состојба, така да ако имаме малку врнежи, количините се малку, а и побарувањето поради високите температури се поголеми, така да управувањето и контролата на сите тие испуштени води за сите потреби е од големо значење. Акумулациите, следствено на ова, имат двојна стратешка улога како енергетски ресурс и воден резервоар и нивното управување е од стратешко значење. Така. Како се управува? Вие рековте дека е тоа од стратешко значење. Како се управува со овие акумулации и кои се најголемите предизвици? Управувањето значи контрола на ниво на водостојот, хидролошките податоци што ги имаме, што ги добиваме и побарувањето за вода. Тоа е сезонската, годишните побарување според годишните планови за наводнување и дистрибуција на вода за сите потреби, како што кажав, водоснабдување, наводнување по приоритет и производство на електрична енергија. Кажав дека сушните периоди се чести во Македонија, а и сезонските варијации. И контролата на испуштените води и без губитоци на вода е многу значено. Сега, во каква состојба ни е инфраструктурата, браните, каналите, системите за наводнување? Општо знаеме дека системите и водостопанските објекти и браните се градени во средината на минатиот век. Тие се ја вршат својата функција поради дотраеност, со помала ефективност и појава на губитоци на вода. Предизвик е во иднина да се модернизира и ревитализират сите објекти, за да можеме во иднина да имаме доволно количина на вода за сите потреби. И дали се безбедни браните? Бидејќи рековте градени се во средината на минатиот век, колку се безбедни и дали се вршат редовно контроли и инспекции? Браните се безбедни, иако кажавме се одамна градени, се вршат постојано мониторинг и контрола спрема законските прописи,
мониторинг е во однос на водостојот во акумулациите, конструкцијата, филтрација и други параметри што се контролираат во однос на безбедноста на браните. Во иднина се усмеруваме таа контрола и мониторинг да биде осовремен и да се детектират рамните ризици од несакани појави. Сега, веројатно, на ова би требало да се надоврзаме со прашањето дали има доволно инвестиции за редовно одржување и модернизирање на и браните, и каналите, и целата инфраструктура? Да. Инвестиција има, но фактот што каналската мрежа е огромна и немаме автоматизација, се појавува губитоци на вода доста. Имаме инвестиција, а сепак е недоволно. Потребна е поголема насоченост на државата и финансиски инвестиции. Проектната припремност и координацијата со надлежните институции. Располагаме ли со доволен каналски систем за наводнување, да речеме, на површините? Имаме доволен, само се стари и руинирани и треба обнова. Може да се обноват? Да, секако. Со инвестиции и можат. Да се обноват и реконструират и ревитализират постоечката каналска мрежа. Така, тука веројатно државата треба да си го направи своето и верувам дека ако сакаме да имаме, бидејќи зборуваме дека Македонија е една од гранките земјоделството и треба да имаме квалитетно земјоделство, веројатно треба да имаме и солидна каналска мрежа за наводнување на овие земјоделски површини. Тоа е стратешка и важна улога на водостопанството во нашата држава. Кои се приоритетите во наредниот период кои што ги има АД Водостопанство? Имате ли проекти со кои што би се зафатиле? Приоритети во водостопанство е во неколку фази. Прва фаза и најважна е моменталната реконструкција и ревитализација на веќе постоечките водостопански објекти и каналската мрежа, како и браните. Втора фаза е проширувањето на постоечките систем, доколку имаме побарување за наводнување на земјоделските површини и за другите стопански потреби. Трета фаза е модернизирање на мониторингот и управување на секоја количина дистрибуирана вода. Во смисла, рано детектирање на поплавите, што е исто тема за разговарање, и рано детектирање можните појави на недостаток на водата. Тоа е приоритети и последно е следење и работа во однос на појавите на климатските појави, односно сушите. И колку количина на вода, следење на колку количина на вода, колку имаме побарување за сите потреби и координирање на дистрибуцијата на вода. Со оглед на климатските промени кои што се почесто ги чувствуваме, вие како субјект, предпријатието АД Водостопанство стои пред големи предизвици. Треба навреме да планирате и секогаш да одите на најлошата варијанта, дека ќе биде најсушното лето за да прибирате доволно вода. Од друга страна, редовно да се троши и да се празни таа вода за да не дојде до попуштање и оштетување на браните. Да. Ова планирање, како што кажа раководителот Куманово, се апелира на сите водокорисни да склучат договор за наводнување. Тоа е период после сезоната за наводнување. Кога ќе склучат договор за наводнување, АД Водостопанство службите ќе испланираат колку количини на вода е потребно спрема нормите за наводнување и кои култури и се со расположливите капацитети во акумулација и дали на тие потреби ние можеме да одговориме. Со однос на тоа што и ако чуваме вода за водоснабдување, кој што е приоритет за дистрибуција на вода и за стопанските потреби и електричната енергија.
И за крај, можете ли да упатите една порака до граѓаните за рационално користење на водните ресурси? Секако, моја препорака, како вработена во АД водостопанство во секторот за наводнување и одржување на хидросистемите, препорака ми е да ја чуваме водата, да сме свесни дека е тој наш главен природен ресурс, економично да ја користиме во сите наши услуги, па и во домакинството да не ја трошиме безпотребно, во наводнување да не ја трошиме безпотребно и контролирано, и чувајќи ја водата во акумулациите. Ние ја чуваме за многу генерации, нашето манипулирање со нашите водостопански објекти, акумулации, системи за наводнување, нас ќе ни се олесни работата, а и со тоа ќе одговориме на сите барања за сите наши водокорисници. Господине Маркова, ми беше задоволство што денес имав можност да поразговарам со вас. Верувам дека овие апели ќе стасаат до граѓаните и дека навистина рационално ќе ја користат водата без разлика дали станува збор за водата за пиење во домовите или водата за наводнување на земјоделските површини. Благодарам на поканата.